јавно обвинителство соопшти дека ќе издаде наредба до полицијата за објава на национална потерница и изјава за распишување меѓународна потерница за Артан Груби и Прпарин Бајрами, кои што се надвор од државата. Ова е најновата информација поврзана со случувањата државна лотарија, така ќе го насловиме и ќе зборуваме подетално во продолжение со мој драг колега Сриган Ивановиќ. Добро утро. Добро утро. Да не должиме, значи, вчера се појавија шпекулации во кои се вели дека Артан Груби комуницирал преку својот адвокат, тој би се вратил во Македонија наводно, но да не заврши во затворот, притворот Шутка во Скопје. За него е побаран притвор и за Прперим Бајрами, кој е поранешен директор на Лотарија на Македонија. Сега тука, нели, тие потерници, никош работата не е чиста околу тие потерници, нели? Процесот на екстрадиција е многу бавен и многу долг и многу неизвесен. Доколку и двајцата се наоѓаат во Косово, прашање дали се таму. Воопшто се уште ние не сме сигурни дека се таму, не сме виделе потврда. Тие може се веќе, нели, на половина земјина топка можеле до сега да поминат. Тоа е најмалку битно, но тоа што следува во како правен акт што следува во правната постапка што следува сега во моментот е, нели, издавање на потерница прво национална, бидејќи така иде процедурата, знаеме дека не е во Македонија, а потоа и меѓународна потерница, значи преку Интерпол, преку Европол ќе се трага по овие двајца осомничени. Значи тие се теретат, да повторам, за наводен криминал направен во работењето на Лотарија на Македонија или државната лотарија. Ќе видиме каков епилог ќе добие тој. Иначе таму има и некои други луѓе осомничени за истиот криминал, не се само тие двајца. Останува жал за тоа што ете така сите осомничени некако завршуваат надвор од Македонија. Мала ни е државата, лесно се излегува. Од Скопје до најблиската граница нема повеќе од половина час, веројатно, нели, лесно е тоа да се направи. Тука е симптоматично што ете тој Артан Груби конкретно во моментот кога веројатно добил дојава од некого од Министерството за внатрешни работи дека ќе биде испрашуван, веројатно апсен, дека ќе биде неговиот стан ќе биде предмет на истрага, нели? Така. На претрес. Бил префрлен со возило собственост на човек кој е почесен конзул во Македонија, мислам на оној собственик на Нептун, неговото име е, како беше, Арсим. Не можам да се сетам. Не можам да се сетам, нека ми простат гледачите. Значи, тоа е симптоматичниот дел во целата приказна. И сега има еден друг момент, ја читав изјавата на поранешната обвинителка Вилма Русковска. Да, тоа ми беше следното прашање. Да, и сега тоа е и таа е во право кој вели така владата не е, владата е вели колективен орган, значи Груби заседавал со некоја седница на владата како вице-премиер, нели, на која било разговарано за Лотарија на Македонија. Да. На таа седница имало и други луѓе кои гласале, кои го поддржале, нели? Вели не биле тие ни малоумни, ни малолетни, нели? Тие го поддржале и вели дека можеби страгата треба да се насочи во тој правец. Сега не знам, тука веројатно по некаква одговорност на функцијата, нели, Груби се терети во таа ситуација, но мислам дека можеби нема да се сгреши доколку и другите присутни министри кои биле таму, нели, кои што го поддржале тоа. Па да, тие гласале за тоа, нели, да. Би требало да бидат, ако ништо друго, да им се земат изкази на некој начин, да бидат вклучени во истрагата. Тоа што, нели, го имаме сега како полуинформација,
Ќе повторам уште еднаш, значи или подобро речено како се одвиваше нели целиот процес. Значи прво Груби кога ние појма немавме дека ќе биде абсент, тој нели ја напушти државата, сега разбравме како е напуштил државата. Кажа дека е во Косово приватно, нели дека нема везе, тој таму и си имал некои ангажмани, ќе си се врати он кај семејството, тој ќе се врати во Македонија. И уште не се врати. Не се враќа од да, значи во меѓувреме видовме дека он тој всушност бил долго време под истрага и дека само било подготвувано неговото апсење и тој не се враќа, а наводно преку неговиот адвокат комуницира да се врати, но да не заврши во притвор, да. Не знам сега тоа колку е возможно и дали јас би можел да добиам иста привилегија да преговарам така. Сега кога веќе ја спомена Вилма Русковска, јас еден друг сегмент сакам да го продискутираме од незината изјава, таа вели дека многу голема грешка направил Груби со тоа што излегол од државата, доколку не излегол од државата, можеби немало да има притвор. Значи па и не знам зашто би имало потреба од притвор, нели доволно се одземат. Ја не сум никогаш љубител на притвори, на тоа, нели, освен доколку не се работи за личност, која е опасна по јавниот трети мир. Артан Груби не е опасен, елементарно опасен по јавниот трети мир и нема зашто да оди во притвор. Сега вака, нели, кога сте вие недостапен за органите на власта, нели, кога буквално бегате од државата, тогаш постои оправдание за тоа, нели, да се побара притвор и тој притвор да веројатно и ќе биде ефектуиран, бидејќи Артан Груби покажа дека многу лесно може да излезе од државата со своите пријатели бизнисмени кои имаат и дипломатски пасоши, кои имаат возила со дипломатски таблички, нели, за кои постои сосем друг вид на гранична контрола, нели, не е истата и тие можат многу лесно, многу брзо, значи границата со, значи Блаце е на помалку од половина час од Скопје. Нели, особено ако тргате од Чаир, избегнувате пола гужва, вие сте за веќе за 20 минути на Блаце со дипломатски таблички, нема гужва за вас. Па да, па сега добра, претпоставам дека тоа скапи коли, нели, не тоа. Но тоа ја лудирам, нашите коли, нели? Колку оди возилото? Сигурно оди, нели? Ако нема многу гужва, вие сте и за помалку од 20 минути на граница, со дипломатски таблички границата се поминува за помалку од 1 минута и вие сте веќе на територија на која, нели, не важат законите на за помалку од половина час и надвор од државата. Па да. И сега ако видиме сега кој се е во странство, значи ајде Никола Груевски веќе се навикнавме на него да е во Будимпешта, нели? Па имаше таму уште голем број на осомничени или од оние од претходната влада што ги бараше, кои не се најдоа, па или се најдоа после не знам колку години, па им застареа, нели? И делата така. Делата и така натака. И сега имате, например, тука го имате па не знам, Даравелски, нели, го немаше колку години, 20 години можеби го немаше во Македонија, нели, си дојде, сега си е слободен човек, нема гајле. Па имате тука личности, да кажем, оној поранешен директор на ЕСМ Ковачевски, кој не е во Македонија, па еве сега гледаме дека Прперим Бајрами го веќе неколку месеци не бил во Македонија, значи, нели, тој навреме избегал, за да сега имате и Артан Груби, кој е така на еден многу елегантен начин, многу умешно на некој начин, со оглед на тоа што не знаеме каде е во моментот. Што се случува во овој случај е поврзан и поранешниот премиер Димитар Ковачевски. За него се зборували нешто? Да, па нејасно е тоа, велат многу нејасни пораки има околу Ковачевски, тој наводно има кривична пријава, па после кажа дека немал, па после имаше од обвинителството дека има и за него, но не видовме тој да биде повикан на распит, не видовме тој да биде претресуван неговиот дом, значи ништо не видовме. Дали тој бидејќи бил премиер на Македонија во тој момент, па така чисто се терети, нели, како
ако го имаме вице-премиерот, да го имаме и премиерот, нели? Не знам. Не е уште јасно околу Па не тоа. знам дали по таа функционерска одговорност, нели, дали тоа е нејасно. Јас не сум правник, не ми навлагал во тие работи, еве ти си правник, па повели. Да, не знам, јас не би навлегувала во секој случај, ќе се оградам, ќе оставиме да инаку видиме тоа е нејасно, истрагата што ќе покаже. Таа информација мислам дека сме должни да ја објасниме околу Ковачевски. Така. Но Затоа и некако прашав дали може органите кои што се надлежни тоа да го прават, некако како и они да не знаат да го Штуро информација околу тоа, само знаеме дека многу нејасни. само е споменато името, но во секој случај ние како медиум ќе Па дури не беше тоа. ни спомнато името во првиот обид, да рече некогаш е премиер и што ние претпоставивме дека тоа Ковачевски, Да. нели? Па не мора да е Ковачевски, но ете ова па после рекоа да Ковачевски не е повлечена пријавата, ефектурена пријавата, ама не гледаме никаква акција околу тоа, никаква, нели, мора да има некакво дејство околу целата работа. Нашиот медиум ќе го следи случајот, како ќе се развива и тука сме да ги информираме нашите гледачи. Благодарам што и утринава Благодарам. беше заедно со нас. Продолжуваме ние почитувани со нашата програма. Бидете со Слободен печат.